Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуj го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како девја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна, послушај ме, Господи. Свети ся нови Иерусалиме, слава Богу Господня, на Тебе восија. Ликуј ниње и весели ся Сионе, више чистая, красуј ся Богородице. Денес Светата православна македонска црква на 11 ноември според стариот стил, а на 24 според новиот стил, чествува, празнува и си спомнува за светиот великомаченик Мино. Египтјанин по потекло и војник по професија, светиот Мино, како вистински христијанин, не можел да го гледа одвратното жртвопринесување на идолите, па ја напуштил војската, градот, луѓето и се, и заминал во пустата планина. Зашто полесно му било на светиот Мино да живее со дивите ѕверови, отколку со незнабожните луѓе. Еден ден го предвидел свети Мино оддалеку незнабожечкото празнување во градот Катауанија, па слегол во градот и пред сите ја објавил својата вера во Христа, Бога живиот, и го изобличил идолопоклонството и незнабоштвото како лага и како темнина. Кнезот на тој град, некој си Пирос, го запрашал Мино кој е и што е. Светителот вака му одговорил: татковина ми е Египет, името ми е Мина, бев офицер. Но гледајќи го идолопоклонството, се одреков од вашите почести. Сега дојдов пред сите да го објавам Христос, мојот вистински Бог, та и Он да ме објави како свој слуга во Царството Небесно. Кога го слушнал тоа Пирос, го ставил свети Мина на големи маки. Го камшикувале, го стружеле со железни четки, го гореле со свеќи, го мачале со разни маки, па најпосле со меч и го погубиле. Телото му го фрлиле во оган, за да не го земат христијаните, но сепак тие спасиле некои делови од неговото свето тело, кои што биле во огнот. Тие посмртни останки чесно ги погребале, а подоцна биле пренесени во Александрија и таму погребани, а над нив била изградена црква посветена на светиот Мина, кој пострадал околу 304 година и се преселил во Царството Христово. Но бил и останал голем чудотворец во двата животи, и на земјата, и на небесата. И кој да го славел свети Мина и во неволја, со вера го повикувал на помош, не му тој му помагал. Повеќе пати се јавувал како борец на коњ, за да им помогне на верниците или да ги казни неверниците.
Исто така, нашата света црква денес си спомнува и за светиот маченик Виктор и за Стефанида. Виктор бил роден римјанин и војник по занимање, мачен за Христа во времето на царот Антонин. За време на неговото мачење некоја млада жена, Стефанида, изјавила дека и таа е христијанка. Виктор бил исечен, а Стефанида била распната и растргната, бидејќи била врзана со ногата за врвот на една палма, а со другата на друга палма. Исто си спомнуваме денес и за светиот маченик ѓаконот Викентий, од Сарагоската епархија во Шпанија, страшно мачен за Христа Господа и најпосле бил испечен со железна решетка. Го предал својот дух во Бога во 304 година. Си спомнуваме и за преподобниот Теодор Студит, познат игумен на Студитскиот манастир, голем страдалник за иконите, мудар основач на манастирскиот живот, од Бога надахнат учител на православието и чуден подвижник. Се упокоил во Цариград во 826 година, во 68 година од својата старост. Кој нема да го прими Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него, се вели во Евангелието. Ќе се запрашаме сега како тоа, како дете, да го примиме Царството Небесно. Еве како. Просто со љубов, детски чиста, со цело срце и без премислување. Во областа на верата, разумската анализа е честопати неприменлива. Ако анатомски се расчлени нашето тело, ќе може да се види се до најситен детал. Но дали ќе го видиме животот? Така и разумот ќе разбере за она што ќе го види преку окото, но како ќе објасни силата на верата и делата што стануваат според силата на верата. Силата на верата собира плодови што произлегуваат од неа, па така и духовно, и телесно се насладуваме со неа. Ако го еднаш ќе ги вкусиме тие плодови, повеќе не се бара никакво разумско објаснување, оти сега веќе и разумот ја чувствува насладата. Од благодатните дарови добиени преку верата, и тоа го прифаќа не само разумот, туку и совеста и срцето, го прифаќа целото наше битие. Исто се случува кога ќе вкусиме здрава и вкусна храна, ние веќе ја вбројуваме во хранливи намирници со кои се храниме. Ама за тоа не убеди тоа што ние ќе го знаеме хемискиот состав на таа храна. Туку чувството, одличното емпириско искуство кое е непосредно. Така е и со вистинските искрени верници кои непосредно ќе почувствуваат силата на благодатната вера и незините благодатни, Богом дарувани плодови за наслада на целото битие. Тогаш разумот признава и е убеден дека се работи за силата на верата и нема и не чувствува потреба да испитува и да докажува. Така функционира верниот и добива епитет на благоразумна личност, која ги ползува плодовите на верата, додека разумот на маловерните и неверните е соочен да испитува за нешто што ниту го вкусил, ниту го почувствувал. Така, лишен од непосредно емпириско личносно искуство во верата, разумот без вера ја одбива благодатта Божја. Надмено се наметнува со многу скепса и ја слабее волјата за да живее според Божјите заповеди. Таквиот живот овде на земјата печали сигурен билет, но за пеколот во вечност.